Проценка на личната подготвеност. Почетокот на патувањето на терапевтска фотографија може да биде исклучително наградувачко, но важно е да се осигурате дека сте подготвени за тоа. Проценката на личната подготвеност е одлична алатка за да ви помогне да оцените дали сте подготвени да го започнете ова ново искуство. Оваа проценка е за саморазбирање, идентификување на вашите сили и планирање на вашиот успех. Целите на проценката се препознавање на вашите моментални сили и ресурси, идентификување на потенцијални предизвици или бариери, мерење на нивото на посветеност и мотивација. Креирање стратегии за поддршка на вашето патување и зголемување на подготвеноста. Компоненти на проценката. 1. Саморефлексија. Започнете со размислување за вашата моментална состојба. Запрашајте се за емоционална состојба. Како се чувствувате околу стартот на ова патување? Дали сте возбудени, нервозни, полни со надеж или несигурни? Мешаните чувства се сосема во ред, моментални предизвици. Со какви предизвици или стресови се соочувате сега? Како овие може да влијаат на вашата способност за терапевтска фотографија, лични сили, кои се вашите сили? Размислете за квалитети како што се издржливост, креативност, трпеливост и вештини за решавање проблеми, минати искуства. Сетете се на времиња кога успешно се соочивте со нови предизвици. Кои стратегии ги користевте? Ова размислување ви помага да разберете каде се наоѓате емоционално и ментално. Тоа е како кога и проверувате временската прогноза пред да тргнете на патување. Ви помага да се подготвите за тоа што ве очекува. Контролна листа за саморефлексија. Се чувствувам емоционално подготвен, а за започнување нешто ново, ги разбирам предизвиците со кои можам да се соочам. Можам да ги идентификувам моите лични сили, имам минати искуства што можат да ми бидат водич. 2. Инвентар на ресурси. Потоа, направете попис на вашите ресурси, време, дали имате доволно време за оваа активност. Како можете да го организирате вашиот распоред за да направите простор за тоа? Финансиски ресурси, дали има некои трошоци? Дали ги имате потребните средства или можете да најдете финансиска поддршка доколку е потребно, алатки и материјали? Дали имате камера или други алатки што можеби ви се потребни за фотографирање, знаење и вештини? Дали веќе ги поседувате потребните вештини или сте подготвени да научите нови, доколку знаете што имате и што се ви е потребно? Можете ефективно да го планирате овој процес. Контролна листа за инвентар на ресурси. Имам достапно време за да се посветам на овој процес. Имам или можам да обезбедам финансиски ресурси што ми се потребни. Имам потребни алатки и материјали. Имам или сум подготвен а да го стекнам потребното знаење и вештини. 3. Посветеност и мотивација. Размислете за вашата посветеност и мотивација. Цели. Кои се вашите конкретни цели за ангажирање во терапевтска фотографија? Дали се јасни и реалистични? Мотивација. Што ве мотивира да го започнете ова патување? Размислете за личното задоволство и сите надворешни награди. Посветеност. На скала од 1 до 10, колку сте посветени на оваа нова активност? Кои фактори влијаат на вашето ниво на посветеност? Разбирањето на вашите мотивации и поставувањето јасни цели може да ви помогне да останете фокусирани и мотивирани. Контролна листа за посветеност и мотивација. Имам јасни и реалистични цели, ги разбирам моите мотивации, се чувствувам доста посветен, а на започнувањето на оваа нова активност. 4. Системи за поддршка. Идентификувајте ги системите за поддршка што ви се достапни. Социјална поддршка. Кои се луѓето во вашиот живот што можат да ви пружат поддршка? Ова можат да бидат пријатели, семејство или ментори. Професионална поддршка. Дали има професионалци, како терапевти или тренери, кои можат да ви помогнат? Ресурси во заедницата. Дали има ресурси во заедницата, како групи за поддршка или работилници, кои можете да ги искористите? Имањето мрежа на поддршка може значително да го олесни вашето патување. Контролна листа за системи за поддршка. Имам мрежа на луѓе што ме поддржуваат. Можам да пристапам до професионална поддршка ако е потребно. Знам за ресурси во заедницата кои можат да ми помогнат. 5. План за акција. На крај, развијте акционен план за да ја поддржите вашата подготвеност и успех. Поставете чекори. Поделете ги вашите цели на помали чекори за управување. Кои се првите работи што треба да ги направите? Идентификувајте ги потенцијалните бариери. Кои пречки може да ги сретнете? И како ќе ги надминете истите? Создадете временска рамка. Развијте временска рамка за вашите чекори. Кога планирате да постигнете секој од овие чекори, следете го напредокот. Како ќе го следите вашиот напредок?
Размислете за водење дневник или користење алатка за следење. Планирањето однапред ќе ви помогне да останете организирани и мотивирани. Контролна листа за планирање на акција. Си поставив јасни чекори, ги идентификував потенцијалните пречки и развив стратегии за нивно надминување. Создадов временска рамка за моите чекори. Имам план за следење на мојот напредок, пример за проценка на личната подготвеност. Замислете дека сте 20-годишно девојче по име Луси, кое сака да започне патување за управување со емоциите преку фотографија. Вашата проценка на личната подготвеност може да изгледа вака: 1. Саморефлексија, емоционална состојба. Чувствувам мешавина од возбуда и нервоза околу започнувањето на ова патување. Се надевам дека овој процес ќе ми помогне да ги разберам и обработам моите минати трауми, но исто така се чувствувам малку анксиозно околу соочувањето со непријатните емоции, моментални предизвици. Во моментот се соочувам со стресот од универзитетските студии како и работата со скратено работно време. Се плашам дека овие обврски може да влијаат врз мојата способност целосно да се ангажирам во терапевтската фотографија. Лични сили. Имам развиено силно чувство за издржливост и креативност. Јас сум трпелива и имам добри вештини за решавање на проблеми, кои верувам дека ќе ми помогнат да го совладам овој нов потфат, минати искуства, во минатото. Успешно се прилагодив на универзитетскиот живот преку приклучување кон студиски групи и барање помош кога беше потребно. Водев дневник како алатка за управување со стресот, што се покажа како многу ефективно. 2. Инвентар на ресурси, време. Планирам да ги посветам викендите и некои вечери за мојата фотографска пракса. Верувам дека можам да го организирам мојот распоред за да најдам време за оваа активност. Финансиски ресурси. Немам средства за инвестирање во нова опрема, но ќе ја користам камерата на мојот мобилен телефон, која е сосема способна за оваа цел. Алатки и материјали. Веќе имам мобилен телефон со добра камера. Можеби ќе треба да преземам некои апликации за уредување фотографии, од кои повеќето се бесплатни или достапни по ниска цена. Знаење и вештини. Имам основни вештини за фотографирање, но сум подготвена да научам повеќе. Планирам да посетувам бесплатни онлайн курсеви за фотографија за да ги подобрам моите техники. 3. Посветеност и мотивација. Цели. Моите специфични цели се да ја користам фотографијата за да ги истражам и изразам моите емоции, да стекнам нови перспективи за моето минато и да го документирам моето патување во процесот на опоравување. Мотивација. Ме мотивира желбата за личен раст и опоравување. Наоѓам задоволство во креативното изразување и се надевам дека преку овој процес ќе стекнам подлабоко разбирање за себе си. Посветеност. На скала од 1 до 10, мојата посветеност ја оценувам со 8. Главната грижа ми е управувањето со мојот зафатен распоред, но решена сум да направам ова да функционира. 4. Системи за поддршка, социјална поддршка. Имам пријатели и семејство кои ја поддржуваат мојата креативност. Исто така, имам ментор од мојот фотоклуб кој може да ми даде насоки, професионална поддршка. Имам пристап до терапевт со кој можам да разговарам за мојот напредок и емоционалните предизвици што ќе ги сретнам. Ресурси во заедницата. Знам за онлайн заедници за фотографија и локални работилници што можам да ги посетам за дополнителна поддршка и учење. 5. Планирање на акција. Поставете чекори. Мојот прв чекор е да завршам бесплатен онлайн курс за фотографија во следните 2 месеци. Вториот чекор е да започнам со водење на неделен фотодневник за документирање на моето емоционално патување. Идентификувајте ги потенцијалните пречки. Очекувам дека управувањето со времето може да биде пречка. За да го надминам ова, планирам да создадам неделен распоред што ќе представува баланс помеѓу моето учење, работа и фотографирање. Создадете временска рамка. Планирам да ги постигнам моите почетни цели во рок од 6 месеци. Ке го правам осврт на мојот напредок секој месец за да се осигурам дека сум на вистинскиот пат. Следете го напредокот. Ке водам дневник каде што ќе ги запишувам моите искуства, предизвици и достигнувања. Исто така, ке го споделувам мојот напредок со мојот терапевт и ментор за фотографија за повратни информации и поддршка, самопроверка, кога да направите пауза, ангажирањето во нови активности. Проекти или патувања за личен развој може да биде наградувачко и трансформативно. Сепак, од суштинско значење е да практикувате самопроверка за да се осигурате дека одржувате рамнотежа и благосостојба. Препознавањето кога да направите пауза или одмор е клучно за спречување на исцрпеноста, управување со стресот и одржување на долгорочна посветеност. Важноста на самопроверката.
Редовното проверување со себе е суштинско за одржување на менталната и физичката благосостојба. Тоа помага да се спречи исцрпеноста така што ќе се осигурате дека не се форсирате премногу. Одржувајќи ја состојбата на вашите чувства под контрола, можете да постигнете баланс помеѓу различните аспекти на вашиот живот, како што се работата, личните проекти и односите, показатели дека треба да направите пауза. Разбирањето кога да се направи пауза е клучно за грижата за себе си. Еве некои знаци дека можеби е време да застанете и да одморите. Физички знаци на замор, постојан замор, дури и подобар ноќен сон, е јасен показател дека вашето тело има потреба од пауза. Ако имате потешкоти да заспиете или да спиете без будење во текот на ноќта, или пак квалитетот на вашиот сон е лош, тоа може да биде резултат на стрес или претерано напрегање. Физичките симптоми како главоболки и мускулна напнатост исто така укажуваат на потребата да го успорите темпото и да му дадете на вашето тело заслужен одмор. Емоционални и ментални знаци, доколку забележите дека сте раздразливи или брзо се лутите, тоа може да биде знак дека сте преоптоварени. Потешкоти со концентрацијата и чести прекини во фокусот укажуваат на ментален замор. Емоционалната исцрпеност, карактеризирана со чувства на празнина, одвоеност или недостаток на мотивација, е сигнал дека е време за пауза, промени во однесувањето. Доколку почнете почесто да ги одложувате задачите или да ги избегнувате обврските, тоа може да биде знак на преоптовареност. Повлекувањето од социјалните интеракции и активности во кои обично уживате, исто така укажува на стрес или исцрпеност. Намалувањето на продуктивноста или квалитетот на вашата работа е уште еден сигнал дека ви е потребно време за одмор. Стратегии за самонадзор, редовни проверки. Одвојте неколку минути секој ден за да размислите за вашата физичка и емоционална состојба. Водењето дневник може да биде корисна алатка за оваа практика. Учеството во практични вежби како што е медитација, исто така, може да ви помогне да останете усогласени со потребите на вашето тело и ум, поставување граници, утврдете јасни граници помеѓу работата. Личните проекти и времето за релаксација. Осигурајте се дека имате одделено време за одмор и уживање. Редовните паузи од екраните и технологијата можат да помогнат да се намали менталниот замор и напрегањето на очите. Слушајте го вашето тело. Обрнете внимание на физичките знаци на замор и не ги игнорирајте. Ако се чувствувате уморни, направете кратка дремка или правете некоја релаксирачка активност. Осигурајте се дека сте хидрирани и дека јадете балансирани оброци за да ја одржите вашата енергија. Планирани паузи. Користете техники како помодоро техниката, 25 минути фокусирана работа проследена со 5 минути пауза. За ефективно да ги организирате времето за работа и одмор. Вклучете кратки паузи во текот на денот, како 10-минутно пешачење, истегнување или длабоко дишење, подолги паузи. Осигурајте се дека ги користите викендите или одредени денови од неделата за целосен одмор и обновување. Планирајте редовни одмори или подолги паузи за да се исклучите од секојдневните рутини и обврски, давајќи си го потребното време за обновување, препознавање на потребата за пауза. Признавањето дека ви е потребна пауза е првиот чекор кон зачувување на вашата благосостојба. Планирајте ја паузата со одредување на нејзиното времетраење и активностите што ќе ги правите за да се релаксирате и обновите. Ако паузата влијае на други, испланирајте ја вашата потреба за одмор и направете неопходни договори. Искористете го времето за пауза за активности што ве релаксираат и обновуваат, како читање, престој во природа или практикување на вашите хобија. По паузата, размислете како се чувствувате и прилагодете ги вашите рутини или обврски според потребите за одржување на балансот. Фотографијата е добра за вашиот мозок. Фотографијата не е само креативно хоби или средство за овековешување на моменти, таа е и исклучително корисна за вашиот мозок. Вклучувањето во процесот на фотографија може да ги подобри когнитивните функции, да го унапреди менталното здравје и да ја поттикне емоционалната благосостојба, подобрување на когнитивните функции. Фотографирањето е фантастичен начин за зајакнување на мозочните способности. Процесот на фотографирање, во кој што се фокусирате на детали и се соочувате со различни аспекти на сцената, ја подобрува меморијата и способноста за присетување. Компонирањето на фотографија, вклучувајќи размислување за агли, осветлување и субјекти, го стимулира креативното размислување и ги поттикнува иновативните решенија.
Вклучувањето во фотографијата може да биде прекрасно релаксирачка и пријатна активност. Фотографијата служи како форма на свесност, помагајќи ви да останете присутни и да го намалите стресот и анксиозноста. Овековечувањето на убавите моменти и создавањето уметност преку фотографија може да го подобри вашето расположение, креирајќи чувство на достиг и радост. Дополнително, фотографијата нуди невербален начин за изразување емоции, што може да биде особено терапевтско за луѓе кои имаат потешкотии во артикулирањето на своите чувства преку зборови, поддржувач на менталното здравје. Занимавањето со фотографирање како хоби или професија ви поставува цели кон кои ќе се стремите, обезбедувајќи чувство на цел и насока во животот. Успешното овековечување на одлична фотографија може да ја зголеми вашата самодоверба и самопочит. Споделувањето на вашите фотографии и добивањето позитивни повратни информации дополнително ги засилуваат овие чувства. Фотографирањето исто така може да биде социјална активност. Приклучувањето во групи за фотографии, посетувањето работилници или споделувањето на вашата работа онлайн ви помага да се поврзете со други личности кои ги делат вашите интереси, намалувајќи ги чувствата на осаменост и изолација. Поттикнува свесност и присуство, фотографијата ве охрабрува свесно да ги наблюдувате вашето опкружување. Обраќањето внимание на детали како светлина, бои и текстури ви помага да бидете присутни во моментот. Природата на фотографијата која ве вовлекува целосно може да создаде состојба на китек, каде го губите чувството за време и целосно се впивате во активноста. Оваа состојба на китек е поврзана со зголемена среќа и намален стрес. Го стимулира здравието на мозокот, овековешувањето и уредувањето на фотографиите ангажира повеќе мозочни региони, вклучувајќи ги оние одговорни за визуелна обработка, меморија и моторни вештини. Оваа сеопфатна активност може да го одржи вашиот мозок здрав и активен. Учењето на нови техники за фотографија и експериментирањето со различни стилови ја поттикнуваат мозожната невропластичност, способноста на мозокот да се реорганизира создавајќи нови нервни врски. Ова е клучно за одржување на когнитивната функција како што стареете, развива позитивни навики за самогрижа, депресивните лица често ја занемаруваат самогрижата поради недостаток на мотивација. Проблемите со кои се соочуваат го отежнуваат излегувањето и вклучувањето во активности. Фотографијата може да го промени ова, давајќи им нешто на што ќе се радуваат. Секоја сесија на фотографирање станува нова навика што ги мотивира да ја подобрат својата самогрижа. Процесот е терапевтски бидејќи го држи мозокот активен и ја освежува психолошката благосостојба, поттикнувајќи креативност и позитивно ментално ангажирање, ефективен начин за воспоставување контакти за време на изолациите. Многу луѓе се соочија со осаменост и недостаток на интеракција. Фотографијата помогна да се надмине оваа пречка преку мотивирање на луѓето да прават нови слики и да ги споделуваат во нивната заедница. Онлайн групите за фотографирање често организираат предизвици и дискусии, поттикнувајќи разговори и создавајќи врски кои ги ублажуваат чувствата на осаменост, овозможува ретроспектива. Навраќањето на фотографиите е прекрасен начин да се навратите на позитивните емоции. Уникатните моменти преточени во фотографии можат да го активираат мозокот и да оживеат сеќавања на едни убави времиња. Моментално подигајќи го вашето расположение и охрабрувајќи ве да фотографирате повеќе во иднина, ја открива скриената убавина на светот, има убавина на секаде, но таа не е секогаш видлива со голо око. Секоја фотографија раскажува различна приказна за уникатната средина фатена преку објективот. Фотографијата ве поттикнува да ја откриете и зачувате убавината што светот има да ја понуди. Го одржува телото во движење, фотографијата често вклучува движење, истражување на нови локации или барање на совршениот агол, што помага да останете активни. Фотографијата не е добра само за мозокот, таа има и придобивки за цело тело. Фотографите често се движат за да го пронајдат совршениот предмет или агол, што помага во согорување калории. Некои кадри дури бараат физичка сила. Како качување на дрвја или наведнување за да се доближите до предметот, фотографијата ве поврзува со работите што ги сакате. Фотографите обично се привлечени од теми што ги интересираат. Ова го олеснува фокусирањето и поврзувањето со предметот, двојно зголемувајќи ја забавата од фотографирањето. Овековечувањето на нешто значајно е наградувачко и го подобрува целокупното искуство. Фотографиите го подобруваат расположението, истражувањата покажале дека уметноста помага да се намалат хормоните на стресот.
Како форма на уметност, фотографијата го релаксира умот и ги мотивира луѓето да го гледаат светот во позитивно светло. Ангажирањето во процесот на фотографирање може да го подигне вашето расположение и да го подобри вашиот поглед на животот, ја подобрува креативноста. Како форма на уметност, фотографијата го одржува мозокот активен преку обработка на креативни мисли. Откако ќе започнете, вашиот мозок ве охрабрува да фотографирате и да ги претворите овие креативни идеи во опипливи представи. Овој процес помага во развојот и изразувањето на нашата креативност, прикажува различни перспективи. Тешките времиња можат да предизвикаат луѓето да се станат немотивирани и заглавени во некој момент. Фотографијата нуди бегство од негативните мисли, охрабрувајќи ве да го гледате животот од различни перспективи. Наместо да се чувствувате заглавени во некој момент, фотографирањето на интересни предмети ќе ви помогне да уживате во моментот и да се радувате на идните сесии за фотографирање. Ви дава причина да бидете во исчекување на иднината со надеж, а не со страв.